20 години цивил, 20 години граѓанско општество. Кои беа и кои се предизвиците, перспективите и препораките? Ова беа прашањата на конференцијата меѓу стремежите и реалноста во организација на Цивил по повод одбележување на јубилеот. Ветеранките и ветераните на граѓанскиот сектор заедно со највлијателните активистки и активисти се собраа на едно место да проговорат за состојбите на граѓанското општество. Ако негде бил изворен невладиниот сектор бил у Македонија, ние сме се развивале во donor unfriendly area. И мислам дека баш поради таа donor unfriendly environment се развивавме во искрени, така изворни организации кои првпат се покажа 99-та година. Значи, со косовската криза, цивилниот сектор во Македонија покажа дека е рамен на институциите и дека може да им парира во вршење на некои работи кои беа самостојно организирани. Граѓанскиот сектор во Македонија во последните 20 години покажа една извонредна жилавост, издржливост и развој, кој што би рекол кога ќе се компарира дури и со соседството и со балканските земји, е на едно, би рекол, повисоко ниво. Колку што успеавме да се освестиме, исто толку успеавме и да го загубиме во неколку наврати и патот и способноста да правиме разлика помеѓу целта и каузата и конформизмот и кокетирање со власта. Црвената линија треба да е воочлива и секогаш присутна помеѓу соработката за општествената промена и станување алатка во нечиј формат за исполнување на агендите на истите. Можеме да кажеме дека пред шарена револуција и после шарена револуција имаме две ситуации. И барем јас како што гледам, мислам дека веќе сега сме во оваа втората фаза каде што граѓанските организации се активен чинител во креирање и менување политики кога тоа е можно и потребно. Живееме во едно реален свет, ја сваќаме суштината, ја знаеме и така се поставуваме, така работиме. Но затоа од една организација 91 денеска имаме 201. И секаде учествуваме со сите активности, затоа што сметаме дека е тоа наша должност. Граѓанскиот сектор навистина цврсто ги има поставено темелите веќе, каде што државата треба да се подпира на тие темели. Од постигнувањата на граѓанското општество сакам да издвојам само неколку. Уривањето на еден режим како незаборавно историско будење на општеството. Тука се и сите промени, од најмалите соседства, со села, со градови, до целата земја, помалите и поголемите хуманитарни акции, каква што гледате во моментов и овде на влезот во оваа сала, изработката на законите, сите критики, борбата за работничките права, борбата за човековите права и слободи, за слободата на изразувањето, за европските и зелените вредности, за се што им значи на луѓето да имаат подостоинствен живот и посреќно детство и младост на генерациите што растат и ќе водат оваа земја кон европска иднина. Граѓанското општество во целина, не само невладините организации, во изминативе 20 па и повеќе години покажа една сериозна зрелост, една сериозна агилност, една сериозна посветеност на тоа што е нивна автохтона мисија и визија, и тоа го покажа во неколку кручни, критични развојни точки од нашата држава. Ова се предизвиците со кои што се соочивме во изминатите 20 години. Но кон што стреми граѓанското општество во следниот период? Она што се појавува како клучен предизвик, на кој што најверојатно најтешко ќе биде да се одолее, тоа е шармот на популизмот, еден од основните заштитни механизми кои што му стои на граѓанскиот сектор во спротивставувањето кон популизмот, во секој случај е држењето до сопствените стандарди и принципи. По секоја цена. Тука е граѓанскиот сектор, се што спаѓа во него, па и медиумите, се клучниот дел кој што мора да биде оној јавен баланс, оној разумен глас кој што ќе воспостави вистински контекст, вистински баланс на она што е наплив на една индустрија, на дискредитации, на самата демократија преку дискредитирање и блатење на луѓе, активисти и така натаму. Тоа што мислам дека треба беше, но треба малку поинтензивно да биде, е корективен елемент во рамките на тоа што ние подразбираме и кого ние перцепираме како представник на граѓанското општество и цивилните
цивилното општество и граѓанските организации. Мислам дека иднината ние треба да ја гледаме во тоа само поставување себе си и на нашата улога во општеството, ние треба да бидеме коректив, ние треба да бидеме тие кои имаат авангардни идеи, да ги штитиме своите идеи, но ние не можеме да ги смениме. Но можеме со својата поставеност во општеството и со подршка на граѓаните да им извршиме доволен притисок на политичарите да се прилагодат на потребите на граѓаните и да одговорат на нив. Мислам дека тоа е главната улога. Да ги претвориме нашите стремежи во реалност, а не да се водиме по нечии агенди и туги стремежи, зашто така е полесно. Сплотување со власта е едно од најопасните работи што може да му се случи на секторот, кој треба да им служи како коректив, како потсетник дека критички ја наблюдуваме нивната работа, како конструктивни соработници, а не како нивни вазали. Уште еден огромен предизвик е пред нас, а тоа се лажните вести и говорот на омразата. Тие се главното оружје на центрите на моќта, кои не сакаат да ја видат македонската иднина во Европа и во развиениот демократски свет. Ќе продолжиме да бидеме такви, без оглед на нашите години, се додека знаат, сакаат активистките да бидат активни на теренот, да работат, да знаат зошто тоа го прават. Без нашиот активизам нема граѓански сектор. Како што борбата за граѓанските општества и правата и слободите била битна во времето на режим, но битно и предизвик представува, мислам дека и сега тоа сите го надминавме и во време каде што сметаме дека можеме слободно да пишуваме и да критички размислуваме. Па ако намалиме ние да зборуваме, па зашто сме тука? Тие фашисти и нацисти треба да бидат свесни дека ние ќе бидеме колку да им пречиме, уште погласни. Ако не слушаат, имаме и мегафони да викаме да не слушаат. Но не би спомнал само за фашистите и нацистите. Тука сме и институциите да не слушнат. Нема подобар начин да се подготвиме за одбележување на овој значаен меѓународен ден од оддавањето на почит и признание на оние поединци и организации кои со години, со децении се борат за човековите права и слободи во Северна Македонија. Едно од најактивните граѓански здруженија на ова поле е Цивил Центарот за слобода, кој веќе 20 години активно ги промовира и брани човековите права и слободи, се залага за одржлив мир и граѓанско помирување во македонското општество. Кревајќи ја свеста на јавноста за реалните прашања и проблеми кои не секогаш се видливи на политичкиот фронт, граѓанскиот сектор им помага на граѓаните да го обликуваат општеството и со тоа директно придонесува кон нашите напори за трансформација во прогресивна и просперитетна држава. Очекувам дека и во периодот што ни престои ќе продолжиме да градиме демократска држава во која успехот на едниот нема да биде на сметка на успехот на другите и во која законите ќе важат за сите подеднакво. Во која ќе се штитат правата и слободите наместо привилегиите. А во основата на нашиот заеднички потфат за слободно и праведно општество да остане достоинството на човекот и граѓанинот. Многу успеси зад нас, но и многу предизвици пред нас. Она што е јасно, остануваме будни до крај.